Повеќе од 2 часа сепак расправата во оваа комисија беше заглавена околу процедурални забелешки на членовите на комисијата, околу тоа кој имал право на реплика и како да се одвива самата расправа и нешто подоцна веќе почна и да се поставуваат прашањата во однос на работата на специјалното јавно обвинителство. На почетокот на расправата Катица Јанева имаше свое излагање без детално да го образложува извештајот за 6-месечното работење и без детално да навлегува во него. Сепак Катица Јанева рече дека има доверба, дека знае дека има доверба и поддршка и од поранешниот премиер Никола Груевски. Таа имаше барања до пратениците на собранието, бараше да се измени членот 22 од Законот за специјално јавно обвинителство, со што ќе се пролонгира рокот од 18 месеци во кој што ќе може да работи. Исто така побара пратениците, значи да ги донесат оние измени на Законот за заштита на сведоци, а побара и да се почитуваат препораките на Венецијанската комисија. Ве молам, како законодавен дом, да го измените членот 22 и да го пролонгирате рокот од 18 месеци, за да можеме целосно да го истражиме кој и на кој начин и во кој период прислушкувал незаконски во Република Македонија. Второ, да ги донесете измените на Законот за заштита на сведоци во кој ќе имам автономно право да ги заштитам сведоците. И како трето, да ги имплементирате во законските одредби препораките на Венецијанската комисија. Ова беше дел од излагањето на специјалната обвинителка Катица Јанева. Членовите на комисијата од редовите на владеачката ВМРО ДПМН реагираа дека овој извештај е нецелосен и некомплетен. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски побара од специјалната обвинителка да достави дополнително образложение во делот на финансиите за извештајот, како што рече не е наведено како се потрошени околу 68 милиони денари. Исто така тој ја запраша специјалната обвинителка дали мисли дека работи пристрасно против една политичка партија, а во корист на друга партија, бидејќи, како што рече, има отворена постапка за битолскиот градоначалник Владимир Талевски, но нема постапка за струмичкиот градоначалник Зоран Заев. Од СДСМ пак Рената Десковска рече дека опозицијата ќе ги поддржи барањата на специјалната обвинителка во однос на пролонгирањето на рокот. Таа исто така потенцираше дека истрагите на СЈО, како што рече, ја соголија власта и нејзината структура. На почетокот сакам да се заблагодарам на господјата Јанева што со своеволно действие ја повлече изјавата дека не го признава легитимитетот на собранието и дојде во собранието да го поднесе својот извештај и во согласно со членот 7 од законот кој што ја тангира работата на ова обвинителство да одговара за својата работа пред собранието на Република Македонија. Во сегашниот извештај на специјалното јавно обвинителство читаме дека се поднесени 2 обвинителни предлози, но јас морам да посочам дека она што беше направено од страна на председателот на државата, господинот Ѓорги Иванов, со незаконски дадените аболиции, практично во еден момент значеше прекин во работата и пречка во работата на специјалното јавно обвинителство. На кои во дебатата се вклучија и дел од пратениците на ДУИР, Афис Алири, кој што е подпредседател на собранието, ја праша специјалната јавна обвинителка дали ќе го преземе случајот Монструм, кој што е од голем интерес за јавноста, потоа како и случаите Сопот, Диво населје, но и она што се случуваше во Ѓорче Петров во однос на протестите. Додека независната пратеничка Роза Топузовска-Каревска исто така реагираше што, како што кажа таа, извештајот е нецелосен и не содржи детални податоци. Според неа граѓаните се уште не знаат кој и зошто прислушкувал. Исто така ја праша специјалната јавна обвинителка колкави се хонорарите на стручњаците што ги ангажирало специјалното јавно обвинителство.